Здравието е се на канал 8. Добро вечер. 80% од луѓето најмалку еднаш во животот почувствувале болка во грбот, во вратот или во половината. Лекарите велат дека се намалува и старосната граница на луѓе кои чувствуваат болка. Веќе разборуваме за доста актуелна и интересна тема – дискус хернијата, а наш вечерашен гостин е професор доктор Кирил Лозанче од клиничката болница Систина. Добро вечер, добро ни дојдовте за прв пат во студиото на Канал 8. Добро вечер. Баш мило што ме поканивте на ваква емисија. Да, убаво е да објасниме за дискус хернијата, колку е честа дискус хернијата, ќе објасниме и за тоа, затоа што кога се договаравме околу темата, рековме и објаснивме, односно кажавме дека ќе биде дискус хернијата вечерашна тема, затоа што е многу честа, посебно и кај младите, така ли? Точно. Значи, дискус хернијата вие кажате на бројка 80%. Да. 80% значи дека луѓето имаат болка или во долниот дел на ребетот или горниот од прилика 80% еднаш во својот живот. Од тие 80% значи болката е најчеста причина овај дискус хернија. Да. Сакам на почетокот да споменеме пред да објасниме дискус хернијата, да кажеме дека во вашата приватна болница почна со работа спиналниот центар. Може ли да објасниме што е спинален центар и која е улогата? Точно. Што добиваат пациентите со тој спинален центар? Тоа е еден прв спинален центар во Македонија. Значи тоа е факт. Во тој спинален центар работат доктори, специјалисти исклучиво што се бават со оваа патологија на рбетот. Комплетно збориме за целиот рбет. Не само дискус хернија, него тука спаѓаат и болести на рбетот, различни дегенеративни болести, повреди на рбетот. Значи се што е поврзано со рбет се бави во овој центар. Тука имате специјалисти од типот на травматолози, ортопеди, неурохирурзи, доктори по физикална терапија, невролози, сите тие луѓе што се бават баш со оваа патологија. Значи, во едно место имате доктори што се бават со оваа патологија, кои што можат до секој време да ви помогнат за вашите проблеми. Спинален центар, така. Добро, наша вечерашна тема кажавме дека е дискус хернијата. Можеме ли да објасниме што представува таа? Да ја објасниме да биде поблиска до гледачите. Мислам, стварно е битно ова, зашто повеќе пациенти доаѓаат кај мене прашуваат доктор, јас имам дискус хернија. Сега викам од само го знам како поим, да. Значи дискусот представува едно, како да кажеме, едно јастуче помеѓу пршинските тела. Значи ребетот има пршински тела, меѓу секој пршинско тело постои тоа јастуче. Јас обично викам тој као амортизер, кој што возможува тие двете пршински тела да се движат врз него и овозможува да се пренесува тежината преку него и така, значи тоа јастуче или тој амортизер, на жалост, многу рано започнува да старе и да генерира, викаме ние, и ги дава овие проблеми што ги дава. Кажавме дека голем број млади луѓе имаат дискус хернија, така ли? Или барем почетоци на оваа болест? Точно. Значи, пак да ви кажем, старењето на дискусот, на жалост, започнува уште на 20-та година. Значи, на 20 години започнува дискусот да старе. Колку понатаму одиме према возраста, значи према 60-70 години, дискусот веќе скоро комплетно е, да не речам оштерен, односно оштетен, и може да е секако поголеми проблеми. Да. Повеќе ќе се задржиме на причините или ризик фактори за појава на оваа болест. Имаме ли многу? Имаме многу причини, точно тоа. Меѓутоа ме интересира веројатно повеќе кај помладите, нели, особи. Да. И одма да ви кажам, значи главна причина кај помладите е многу лошо седење. Значи децава многу лошо седат по школите, имаат веројатно претпоставам може и лошо сточење, меѓутоа лошо седење, невежбање, седење покрај компјутер, значи ностоп играње и работење со компјутер, сето тоа доведува до прерано старење на дискусот, како што ви кажав, и до манифестација да се манифестира со проблеми. Имаме други, например, професионални заболувања, например, кај возачи. Возачите имаат многу често заболување од дискусот, затоа што имаат стално фиксиране на положба седечка, а таа седечка положба многу често го оптеретува од дискусот. Трето, може да се деси, например, да имате вие и сами некои мали повреди во самиот дискален прстен, нивен прстен, кои што сега може да дадат вакви проблеми. Кај бремени жени, исто така самата бременост доведува до оптеретување на лумалниот предел на ребетот и дискусот едноставно. И ако претходно таа жена, да речем, имала некој проблем со дискусот, со таа прекомерна тежина, значи што има пред бременоста, може да се манифестира исто така да пукне некој дел од дискусот и да даде проблеми. Значи, у принцип и самата дебелина, гојазност, што кај нашиот народ многу често ја има, особено гојазноста во овој предел, во абдоминалниот предел, овие мускули се многу битни за
сочување на стабилноста на нрветот, а пошто кога го јазно имате ослабена мускулатура, нормално да дискусот позади страда, може да пукне, да даде вакви проблеми. Сите тие се фактори, зборам за појава на дискусот кај помлади луѓе. Да, кај постарите? Кај постари луѓе нормално, дегенеративни промени може би. Старењето, Да. како што старе организмот, старе дискот уште повеќе и нормално и било која нагла мала промена во статиката, во положбата на телото, може да пукне да даде ваков промена со дискус. Дали може би некои болести се причини или ризик фактори за појава на дискус? У принцип дискусот кај него нема некои болести, освен ако немате заболување од типот на воспаление. Знаете веројатно, туберкулоза или бруцелоза, сте слушнали тој тип на воспаление може да даде проблеми во дискалниот простор. Некои гнојни воспалувања што се многу поретко може да дадат проблеми во дискалниот простор, а тумори во тој простор се многу ретки. Така. Добро, имаме дискус хернија и во вратот и во крстот, така ли? Да. Да објасниме и болката која се јавува, односно симптоматологијата на самата болест. Значи, дискусот најчесто е во лумбалниот предел. На второ место вратниот предел, а на торакалниот предел скоро многу реток. И таму се појавува многу реток. Значи, самото сака да каже дека делите што се најоптеретени при движење, значи тоа е лумбалниот предел и вратната кичма, се фактички дискусите се најоптеретени и дават најголеми проблеми. Нормално дека манифестацијата вратната и во лумбалниот предел не биде иста, меѓутоа е слична. И во двата предела имате вие нерви што излегуваат од тие простори таму, идат горе идат према рацете, а долу према нозете. Да. Значи, ако дискусот пукне, се поремети, допре до некој нерв што таму излегува, да речеме во лумбалниот предел према ногата, тоа случај кај болка во ногата, народот се слушнал изразот ишиас, ишиалген, или? Да. Тоа значи потекнува од проблемот со дискусот во лумбалниот предел. Во слично на вратот, значи, ако дискусот се поремети во вратот, може да допре до корените што се левата или десната рака, да даде проблеми од типот на болки по раката, таа се вика радикуларна болка, викаме ние, значи, докторски, која што простира од рамето иде према раката. Тоа се радикуларна. Меѓутоа, што е опасно во вратниот предел? Во вратниот предел имате вие кичмена мождина. Додека во лумбалниот предел немате кичмена мождина, имате само корења од кичмената мождина. Според тоа, во вратниот предел, пошто имате кичмена мождина, дискусот ако пукне може да притисне во самата кичмена мождина, што е многу опасно. Ние викаме настана миелопатски промени, миелопатија, значи заболување на кичмената мождина. Во тој случај имате проблеми не само раката, него може да страдаат и нозете. Во тој случај пациентот ќе има болки или во раката, меѓутоа може да има проблеми во нозете од типот на потешко одење или неможност на одење. Од друга страна, во вратната регија исто така имате вие нерви што одат нагоре према главата и ако дискусот притисне на тие нерви, он ќе даде главоболки. И полно пациенти со главоболки, значи позади, може да идат скоро до увод и до напред, се должат на притискање на дискус на тие нерви што излегуваат према позади. Трето, многу пациенти од вратниот кичма се жалат на вртоглавица. Пуно пациенти што имаат вртоглавица може да имаат проблеми со самиот дискус во вратната регија, затоа што дискус во вратната регија може да притиска едно врз артериите што го хранат малиот мозок, односно увото, тоа е едно, и тоа пореметување во исхраната може да даде пореметување во центарот за равнотежа, што се наоѓа на трешната ува или малиот мозок, и да даде пореметување од типот на вртоглавица. Значи, главоболка, вртоглавица, болки во рамето, болки во вратот, сите тие симптоми може да бидат поради еден вратен дискус. Добро, но болката е интензивна или болката таа која го доведува човекот на лекар? У принцип, обично доаѓаат ради болката, меѓутоа ви кажав, ако ги зафите нозете и он не може да се движи, да речем пациентот, тоа си ка пареза, во тој случај, тој пациент може да рече тоа што има проблеми со одењето. Па да откриеме дека дискусот притиснал на кичмена мождина, што ја кажа преска, да даде миелопатија, значи проблем во самата кичмена мождина. Може ли касно да се интервенира и касно да се констатира и диагностицира дека станува збор за дискус хернија, право да се лекуваат, можеби, не знам, од главоболка, мигрена и нешто слично? Сите пациент препорачам, обично препорачам, значи еден добар преглед. Прегледот се состои од невролошки преглед. Да. Па тек после тоа, ако е невролошки преглед, покаже дека он има некои симптоми од некој дел од значи лумбален или вратен дискус, во тој случај се прават по анатомични испитувања. Ако одиме поред, од испитувањата прво треба да се направи најпросто, значи може и овде кочна се направи тоа, снима и на вратната кичма, обична снимка. Или снимката исто така на лумбалната кичма, исто обична снимка, која што може да покаже од полно работи.
најчесто покажува стеснување на просторот, заради тоа што дискусот дегенерира више не е функционален, се намалува, стеснување, може да покаже некој тип од израстоци остеофити, и некој ќе каже спондилоза, но тоа се остеофити фактички ради тоа што дискусот не функционира како што треба. Може да покаже пореметување на статиката на ребетот, од типот на спондилостеза, викаме ние, изместување мало напред-назад. И така да тоа снимање обично може да покаже и сите овие работи. Второ, би било добро ако може да се направи ЕМГ. Значи, ЕМГ значи на снимање на нервите, на раката или на ногата, кој што, ако дискусот приска врз некој нерв, логички дека он ќе покаже пореметување од тоа снимање ЕМГ и ние точно ќе знаеме од прилика за кој нерв се работи. А кога е потребна магнетна резонанца? Значи, главно снимање, у свет се вика златен стандард, за рбетот е фактички магнетна резонанца. Не е компјутерна томографија, не е компјутер, него магнетна резонанца. Зошто? Зашто магнетната резонанца ни покажува, ни ги покажува меките ткива, што ние, например, на компјутер не може да ги видиме, и може да само предпоставуваме, а дискусот е фактички меко ткиво. И општо лигаментите си свака меки ткива. Тоа се ќе го видите убаво на резонанца. Кичевината може да не убаво се гледа на резонанца, што не може да видите на компјутеризирана томографија. Значи, златен стандард, повторувам, е магнетна резонанца. Многу често доаѓаат пациенти, гледам направени компјутери, вама, значи, компјутерите скоро да не ги признаеме повеќе во третманот понатамошен за орбетниот столб. Значи, одиме на магнетна резонанца. Така. Може ли да биде болката акутна, а имаме и хронична болка, така ли? И да занемари пациентот и да не се јави навремен лекар, ако болката е акутна? Значи, акутна болка значи акутна, да речеме, шијалга или акутна болка по раката. Таа се појава најчесто кога дискусот, преско објасниме што значи дискусот, веќе навупрел и може веќе да пукнал. Чим ке пукна дискусот, од тоа своето лежиште, пукнува, допира на нервот и дава страшно јаки болки. Болката се должи не само тоа што дискусот допира врз, значи го компримира, че го допира, го стегнува нервот, него самот дискус он прави на, викаме ние, инфламаторна, воспалителна реакција на контактот дискус со нерв и таа реакција исто така зголемува болката. Заради тоа ние даваме, нели, типот на лекови аналгетици, викаме ние, или painkillers на англиски, кои што го ја намалува таа инфламаторна реакција и може да намалат болката. Добра, а кога може да премине во хронична болка? Хронична болка може да премине кога во акутната фаза дискусот се смири, меѓутоа не до крај. Значи, или не се врати назад, или останува тој надвор излезен допрен до нервот и стои таму. Се он нормално, пошто стои таму, врши, речеме, долготројна компресија, притисок на нервот и може да даде ваква хронична болка. Хроничната болка може да се должи не само на редискусот. Значи, хронична болка може да се должи на други некои последици од дискална ваваа хернија. Например, пореметување на малите зглобчиња во орбетниот столб, викаме ние позади имаме мали зглобчиња, фацети. Ако се тие фацети пореметени, тие често може да дадат пореметување од типот на хронична болка. Хронична болка лумбалга или хронична болка во вратот. Сите тие се должат, почнуваат со дискусот, ама завршуваат со овие болки во тие фацети, тие мали зглобчиња позади на орбетниот столб. Така. Диагнозата ја кажавме, тоа е магнетна резонанца. Значи, златен стандард е магнетна резонанца, да. Значење, така, за вас лекарите, за да можете да видите дали има дискус хернија или станува збор за друга. Не само дискус хернија, сите болести сите болести, така. Добро. Терапијата за дискус хернијата дали е Значи, терапијата специфична? Во принцип, терапијата е конзервативна. Значи, скоро 80% од овие болни Што значи конзервативна? Со аналгетици? Сега објаснам. Значи, тоа значи вака. Ако е акутна болка, најпросто што може најпред пациентот е да легне да одмара неколку 5 до 7 дена. Обично 5 дена вика дека е доволно да се лежи. Значи, самото лежење, дискусот ќе се смири, таа реакција ќе се намали и би требало да помине болката. Нормална ствар во тој период може да се дадат овие лекови што кажав преска, значи за болка и лекови за антиинфлама, значи да ја намали воспалението. Тие две работи со евентуална масажа позади на грбот или позади на вратот може да помогат во намалување оваа болка. Некогаш некои ставаат ладно или топло, зависи како ќе реагира рбетот на некој пациент, да се стават облаци ладно и топло, зборам се за акутна фаза. Во таа акутна фаза што е многу битно, значи се одиме на хируршкиот третман. Ако се појави кај еден пациент, да речеме, еве со болки во лумбалниот предел, ако се појават проблеми со мокрење, проблеми со голема нушта, ако се појават некои парализи, значи
парализа значи слабост на некои мускули, иако е болката многу јака и не реагира на дури и на морфиумски препарати, во тие три случаи само можеме да размислиме дека евентуално ќе треба пациентот да се испита итно, значи да се направи итна магнетна резонанца и евентуално ќе треба да се направи итна операција. Само овие три случаи. Во сите други случаи кога човекот има акутна болка, без овие три што ги кажав сега знаци, во тој случај он може да продолжи со оваа терапија што кажеме преска, значи тоа сега конзервативен третман. После 5-тиот до 7-тиот ден кога ќе помине болката, ќе се смири болката, во тој случај он треба да продолжи со физикална терапија. Тамо ќе му прават масажи, не знам, ќе му дават струи, тенс и така и некои работи. Ја препорачувате физикалната масажа апсолутно. Помага ли? Апсолутно во тие фази помага. После тоа можеме да продолжиме дури кој ќе се свири све. Многу битно го потенцираме, значи секој пациент кој ќе ова се смири, ќе поне оваа фаза на физикална, он мора да продолжи со вежби. Значи вежбите се многу битна ствар во понатамошна рехабилитација на тој организам. Што постигнува со тие вежби? Мускулите, преска нешто кажав, значи предниве мускули, абдоминални и позадниве грдни мускули го држат ребетот исправен, значи нормален. Во таков ребет не може да настане или може многу малку да настане разместување на тие дискуси, тие амортизери. Значи, ако имате вие јака мускулатура напред и позади и ребетот ви е стабилен, во тој случај имате многу мала шанса да го повредите дискусот и да ви направи некој проблем. Секоја слаба мускулатура, повторувам, секоја гојазност со слаба мускулатура го пореметува тој ребет, го пореметува дискусот и може да даде вакви проблеми. Тоа е околу третманот на акутната терапија, да. И на акутната болка. Точно. Што е со хроничната? За хроничната болка исто така, значи прво е многу битно да се испита, да се направи резонанца, да се види зошто е хронична. Ако е прашање дискус хроничен, значи излезен, допрел нервот и тој не се враќа назад во своето старо место, има логика, значи да се во принцип во свет се чека тоа 3 месеци. Значи за 3 месеци на болка не се смири, не реагира на третман, што реков преска, конзервативен, треба да се мисли дека дискусот не функционира, тоа да излезе надвор. Значи треба да се изведи хируршки, да се оперира, да се изведи надвор, да може нервот да се работи нормално. Значи во таков тип, после 3 месеци, ако треба болка да појде од 3 месеци, треба да се размислува на оперативен третман. Значи да се изведи тој дискус надвор. Ако се работи за проблеми, што рековме преска на тие зглобчиња, задни зглобчиња, се сеќавате на мобилноста на самиот тој рбет, да речеме, во лумбалната предел, меѓутоа и во вратниот предел, треба да се мислува дека тие зглобчиња веќе не функционираат, се изместени и во тој случај треба да се направи стабилизирање на рбетот, со сега стабилизирање на рбетот, значи да се постави некоја коска, која ќе го едноставно просто кажа, ќе го зачепи, ќе го залепи тој рбет и тој виш рбет нема да почне да мрда. Тоа сика не правиме фузија, што треба да се направи фузија. Било лумална, било фузија во вратниот рбет. Фузијата може да се појача со штрафови плочки, тоа сика фиксација, али битно да се направи фузија. Да не мрда тој сегмент повеќе, зашто тоа мрдање ги уништува задните зглобчиња во рбетот. Тоа за хроничната болка збора. Нормално дека луѓето треба понатаму да им се препорача што треба прават понатаму во животот, нели? Например, кај некои ќе им препорачаме да седат нормално, да се подпрени, да речеме, нели, позади, ако е за лумална кичма. Ако е за вратниот рбет, треба да се препорачаат вежби. Битно е, значи, што е битно за рбетот, општо за целиот рбет. Рбетот не сме да стои или да биде во некоја положба подолго време. Најчесто страда рбетот кога некој стои во некоја положба подолго време. Например, луѓе кои работат со компјутери, најчесто страда радна кишва, што вратот е ностоп угачен во една позиција, не се движат и нормално тие зглобчини, тој дискус страда и ќе дават болки. Значи, препорачуваме понатаму да се луѓето вежбаат вежби, тоа е многу битно, преска го потенцирам. Вежбање вежби, промена на положба, например, тој што работи на компјутер, секој саат и би требало малку да стане, да избежба некои вежби за вратот или избежба вежби за рамето. Повеќе мислите на вежби за истегнување, може би? Апсолутно. Вежбите ќе ми ги покажат докторите од физикална медицина. Било се вежбите со истегнување и вежбите со флексија или во екстензија, тоа треба да се одреди од докторот од физикална терапија. Али ја стално ги потенцирам тие вежби. И кај пациентите оперирани исто така потенцирам, дека мора да вежбаат понатаму. Од кога веќе направите хируршки третман на пациентот, дали повторно може да се врати болеста? Прво треба да кажеме, не кажеме што е тоа хируршки третман, пошто луѓето многу се плашат, мислат. Так, ама после операција вика останам парализиран.
Значи, да се потенцирам, да сите потенцирам. Има последица после хируршки? 100% после операција пациентот нема да има никаква последица. Дека. Ако е диагнозата дискус хернија зборуваме, нели? Так. Зборуваме друга диагноза. Ако дискус хернија после операција не би требало да биде пациентот ни 100% да биде полош него што е тогаш. Он сигурно ќе биде подобар, зависи што ќе се најде на операција, во принцип подобар 100%. Значи не би требало пациентот да се оптеретува дека он ќе биде полош после операција. Нажалост и наши колеги доктори исто така не препорачуваат операција. Знаете, вие после операција ќе станете парализиран, па нема да станете и така, значи што не е точно. На дискус хернија, апсолутно ако се направи операција, после тоа пациентот би требало да биде подобар. Сега, ако се работи реков преска за другите овие заболувања, хронично тип на заболувања, значи на зглобчење позади, стеснет канал ќе може да се појави исто така, тие си имаат специфичен третман. Например, стеснет канал стеноза, викаме стеснет канал, тој се лекува скоро исклучиво хируршки. Тој не може да се излечи со конзервативен третман, затоа што каналот е многу тесен, во таков канал не може од нервите да работат нормално, не може кичмено може да не вратот да работи нормално, и нормално дека тој канал мора да се прошири. А пошто е упрашање коска, како другче ќе се прошири освен со операција? Нема друга метода да може да го проширите, стеснет канал зборам. Ако се работи за склизнување на орбитот, викаме ние спондилодистеза, значи реков преска мора да се направи фузија, да се направи стабилизација на орбитот и после тоа пациентот ќе биде све окей. И не кажаме дали е можна повторна појава на болест? Да. Значи, ако збориме за оперативен третман, значи после околу 4%. 4% од болните може да се појават, значи повторно се појави симптомите на тој дискус. И ќе ви кажам одма зошто, затоа што на операција најчесто на операција ние го вадиме и не може да го замениме целиот дискус. Обично ги вадиме оние делови што се гледаат, што се видливи, тоа е прво, и второ, у принцип не треба да се чачка многу внатрешниот дел од дискус, кој што се е нормален. Сега, понекогаш ние не знаете на операција точно што кој колку денови ќе извадите од натрешниот дискус што него се гледа. Може се да си понекогаш тој диск да излезе повторно поради различни активности на пациентот, не бил вежби ослабен и така тоа све. И тоа што дешава тој рецидив, а меѓутоа ви кажам 4% тоа не е опште голем рецидив. Од сите операции, значи на 100, 4% тоа е скоро ништо. Обично се препорачува операција на млади луѓе или повеќе повозрастните? Па да ви кажам, во последно време имаме се поише млади луѓе. После 20 година? Значи ви кажав преска, имаме индикација, точна индикација што треба да се оперира, што не треба да се оперира. Ако се придржуваме према тоа, пациенти, повторувам, кои што имаат проблеми со мокриње, кои што имаат парализа на некој мускул, кои што имаат болки што траат поише од 3 месеци, кај тие болни имате најдобри резултати ствари со хируршкото лекување. И ако така се придржуваме према ова што го кажав сега, не ми требало никакви последици после тоа. Никај млади луѓе. Например, имате вие млади оперирани, еве кошаркари, не знам, одбојкари, има пливач опериран. Не сум се на некој после операција да рече дека не може да иде кошарка или дека не може да плива или не знам да не може да се движи да работи. Сите си работат нормално, зборам за едно ниво дискус, операција. Вие ги споменавте причините и ризик факторите, но дали може на некој начин да се превенира дискус хернијата? Повеќе се несува на младите луѓе, нели? Да почнеме повторно една ствар. Значи, болеста на дискусот представува нормално старење на дискусот. Значи, сите ние, у принцип, сите ние, после 20 година, кај секој наш дискусот почнува нормално да старее, на жалост. Пошто почнува да старее на 20, кај некои луѓе може да се деси да он болка, ништо не е чудно, тоа е значи, нормален процес на старење на дискусот. Тој процес ние не можеме генски да го пореметиме. Тој од ген, значи, тако наставно. Меѓутоа, кај некои луѓе процесот трае поише, трае појако, кај некои луѓе поради професија, рековме преска, поради тежина, не знам, поради погрешно седење, погрешно работење на компјутер, тој дискус побрзо ќе почне да старе, ќе почне да пукне, ќе излезе од своето лежиште и тоа ќе даде проблеми. Значи превенцијата што е? Исклучиво појачување на мускулатурата, било да е вратна, било да е стомачна. Како? Со вежбање вежби. Значи не постои. Повторно се вративме на вежбите. Значи не постои, нема шанса. Ако некој е гојазан пациент, да покушаме ние тој пациент почне да го лечиме, а он да не ослабне за почеток. Сите пациенти кои ќе дојдат кај мене, викам обавезно, мора да ослабите. Значи прво тежината му нормална. Мора да се ослаби, мора да се вежба, мора јака мускулатура. Само на тој начин дискусот ќе биде стабилен, нема да излезе од своето лежиšte, нема да пукне и нема да ги дава проблеми. Иначе кај слаби, кај
Луѓе со слаба мускулатура, обавезно дискусот мора да пукне. Така. Други работи на кои треба да се внимава, можеби храната, ќе ја ставиме или нема тука голема улога? Не, нема. Па храната во однос на гојазноста, не, нормално. Храната само поврзана со гојазноста. Така. Значи луѓето нека не јадат благо, нека не јадат чекери, нека се движат, па нека вежбат повеќе. Нека пешачат повеќе. Нека возат точак. Не постои друга превенција за дискусот. Значи не постои лек што може да спречи тоа прво старењето и второ не постои лек што може да спречи да пукне дискусот. Можда оптеретување прекомерни на кичмата кај вакви гојазни пациенти ќе доведат до пукање побрзо пукање дискусот. Значи секое подигнување, например подигнување терет. И стално кажам на пациентот, значи пациентот зборам за лумбалниот дискус. Значи не сме да дига терет со испружени нос, испружени колена. Значи мора да клекне. Значи мора да клекне и да го дига терет. Кои сака да Не, било кој еве што работат луѓе на пе. Обично дома кога нешто градат прават нешто, они што дигаат терет и тоа што дешава со пукна дискусот, имаат јака акутна болка, и обично доаѓаат кај нас. И скоро сите кажуваат дека го направиле тој покрет, значи со испружени колена, дигнење на терет. Значи многу просто е да се клекне, да се дигне тој терет. Тоа зборам за лумбалната кичма. За вратната кичма, значи мора луѓето да сватат дека секоја стална положба, значи константна положба на држање на тоа тело на вратот, значи како што е работа кај компјутер, може да доведе до пореметување во тој диск. Ништо не е тоа чудно. Секој промен, нагла движење во вратот, да речеме после на сообраќајна несреќа, кога имате нагло движење напред назад на вратот, без повреда на вратот, може покасно да доведе до пукање на вративни дискуси да даде проблеми. Мора да споменеме дека многу често луѓето не се јавуваат на лекар навреме со тоа што иако е силна болката или можеби послаба болка се лекуваат дома. Аналгетици без да се консултираат. Што ќе кажете во врска со тоа? Дали е тоа добро? Па добро, јас преска кажам, значи акутната болка се лечи со лежење дома, 5 дена да одлежи. Добро, но и хронична болка, повеќе години ја имаат болката, но не доаѓаат на лекар. Дали може после последици да има? На жалост, сме имале и пациенти што имале проблеми со мочење, па дури после 2 месеци доште на времената. Зашто ги потенцираме овие 3 повторам потенциран, значи проблеми со мокрење, проблеми со парализа на некој мускул. Многу е важно на временото доаѓање на лекар. Потенциран, обавезно мора да дојде на доктор, тоа подхитно и тоа на доктор. Зашто ние тоа е веќе во крајна фаза кога имаме такви симптоми. Да. Но кога е присутна само болката и повеќе години не доаѓа пациентот на лекар и не се јавува на. Ништо он ќе премине во таа фаза на хронична болка. Кога ќе се појави другите проблеми со заните зглопчиња, па ќе направи на крај стеноза на каналот. Значи може да има други последици доколку не се јави на. Така. Значи дискусот си има свој тек. Значи он почиња со мек диск, може да пукне. У втората фаза прави промена со зглопчињата што ги лекуваме позади, во третата фаза ќе може да направи стеноза на каналот. Кога ќе направи стенозен канал, има огромни проблеми со одење, особено со одењето имаат тие пациенти. И тука нема што понатаму разговараме, значи тука секога заврши со операција. Меѓутоа не иста операција да се оперира, да речеме, кога бил акутен дискус, па со една едноставна интервенција завршила све. Значи секако ќе се искомплицира, да. Значи компликацијата секако е. Дискусот, проблемите во зглопчињата, втора фаза, трета фаза веќе појана стеноза, стеснување на каналот. И еве за крај од емисијата, докторе, да објасниме кој тип на операции ги правите вие во Систин, односно во Македонија, и дали има нешто што не се прави во Македонија, се прави надвор Македонија во другите земји? Да, пошто не кажеме за хируршка ништо интервенција. Да, хируршкиот третман. Значи вака, операцијата на дискусијата, за тоа збориме, се прави со отворена метода и затворена метода. Второ, операцијата се прави со така наречена минимална инвазивна техника. Значи, ние во Систин работиме така наречена минимална инвазивна отворена техника. Тоа значи, имате мал рез, значи мал отвор, имате мало пореметување на мускулатурата, значи кога влезете до тој просторот, и второ, употреба на оперативен микроскоп. Значи, микроскопот овозможува добро осветлување и овозможува точно да идентифицирате со големо, значи зголемување, да идентифицирате точно кај ви е нервот, кај ви е самата кичмена мождина и кај ви е дискусот и парчето на дискусот. Со тој начин имате, значи самиот пациент и ние и пациентот има огромна сигурност дека нема да се деси никаква компликација после операција. Значи тоа се отворена метода, микрохируршка техника употребуваме. Сеа свет паралелно на оваа техника се употребува ендоскопски отворена метода, значи место микроскоп ни употребуваат ендоскоп. Во принцип тоа е све исто, со тоа што кај ендоскопот имате две, да речеме, две инцизии, а кај овде имате една инцизија. Каде се прави тоа?
ендоскопски. Надвор од Македонија? Да, надвор од Македонија ендоскопски. Каде се прави тоа? Ендоскопски се прави на повеќе места, не е тоа некој проблем. Меѓутоа ви кажувам, значи, у светски размери се правени статистики и е покажано дека ендоскопијата нема никакво предимство во однос на микрохируршката техника. Так. Значи, потпуно исти резултати, дури кај микрохируршката техника. Значи нема потреба лекување во странство кога за ендоскопија, да, нема потреба. Меѓутоа се има своја индикација. Например, ако имате вие комбинација на дискус, да речеме со стеснување на каналот или со промена на фацидит позади, во тој случај вие не можете да свршите работа со ендоскоп или може да му тешко да свршите работа со ендоскоп. Во тој случај најдоброто е отворена техника во која што ќе направите и вадење на дискусот, ама ќе го решите проблемот со малите зглобчиња. Иначе во свет постојат други техники на вадење на дискусот, меѓутоа не на пукнат дискус, него на дискус што е набубрен и се наоѓа во самиот внатрешен канал. Например, може да влезете вие со една игла, да речеме, внатре, тоа сика перкутани техники се вика тоа. Исто се минимално инвазивни, со една мала игла, под рентген контрола, и да се извади дел од дискусот што е внатре, во самиот канал, значи, во самиот, како би рекол, простор на дискусот. Меѓутоа, само дискусот не се пукнати. Второ, може натре се влезе, низ таа игла се стави ласер, постои ласерска техника да се стави ласер, да се извади дел внатрешен што е во самиот дискус. Меѓутоа, пак се тоа техника за внатре во самиот дискус, кога дискусот уж само е набубрен, ал не е пукнат. А која најчесто терапија вие ја употребувате? Односно хируршки третман? Според мене, ако имате права индикација за преска што зборувавме, најдобре е ова микрохируршка техника. Зашто таа дава најдобри резултати, второ дава многу одличен гледање на просторот, на поширокиот дел на просторот, и во тој случај дискусот може да го заедете комплетно без никаков проблем. Без никаква последица за пациентот. А техниката е фактички бојде уходена, зашто скоро сите неврохирурзи ја знаат таа техника, не е проблем, а ние сите да работиме више скоро од кој самиот почеток на отворање на оддела за неврохирургија. Да. Значи, тој е хируршкиот третман кој се прави во Македонија. Нема ништо посебно надвор од државата, нели? Одат луѓе во странство, мисля дека нели таму подобар хируршки третман ќе најдат отколку во Македонија. Значи, надвор од државата најчесто луѓето што се одат на овие техники што ви кажете се перкутен техники. Да. Значи, било да е со ласер, било да е со ултразвук, било да е вадење со нуклеотомосвецјанен апарат, тоа, било да е порано се работеше влегува со една игла внатре, убрзгава една течност која што го растворува дискусот и као се намалува притисокот во нервот. Значи, тоа се внатрешни техники. Техники што се работат кога дискусот е само набубрен, меѓутоа не е пукнат. Да. Кога е пукнат, апсолутно друга техника, освен микрохируршката и ендоскопската, не постои. Так. Значи, моментално светот овие две техники се number one, значи микрохируршка и ендоскопска. Овие другите техники се работат само кај одредени пациенти, што може би не би требало да се оперираат уствари. Так. Добро, докторе, еве за крај од емисијата можете да препорачате нешто на нашите гледачи? Да, би могла да препорачам, значи, прво треба да знаат како да седат, значи како да положбата на телото кажат дека од исклучително значење. Второ мора да знаат како да дигат терет, еве тоа е многу битно, не преска објаснивме. Како да седат за вратната кичма. Например, не кажеме преска дека они мора кога работат компјутер, например, да биде компјутерот на ниво на очите, на ниво на главата. Ни подоле ни погоре. Точно на ниво на очите. Второ, кога работат на компјутер, например, лактите мора да бидат подпрени на нешто. Вака, например, или на столица или на маса. Значи, никога да бидат спуштени рамењата, спуштени доле. Што е исто така многу битна положба за вратната кичма. Во однос на децата, седењето во училиште, клупи? Апсолутно тоа седењето е точно голема грешка не тоа кај нашите деца што работат. Второ, мора да вежбат физичко воспитување обавезно, секој ден да се вежба. Обично се знамени за математика, за македонски. Нажалост, многу малку се вежба физичко воспитување, меѓутоа треба специфични вежби за орбет. Значи не само вежби обични, го специфични вежби за орбет. И кај сите вие што се рековме, гојазни да ослабат апсолутно и препорачам, топло препорачам, значи сите да вежбат вежби, сите да пливат што поише можат. Не постои подобар спорт за орбетот од пливање. Топло препорачам пливање, можат да пешат, да возат чошок, не е тоа битно, али пливање и вежбање вежби за орбет се многу битни. Да. Доктор, јас ќе се заблагодарам што одвоивте време да дојдете во Кучани, во студиото на Канал 8 за нашите гледачи, еве да објасниме за дискус хернијата. Верувам дека придонесавме со оваа емисија и со вас како гости во емисијата. И јас мислам да.
Фала на Се поканата надевам, што понатаму ќе се работуваме повторно, ќе дојдете во Канал 8 да направиме емисија и да зборуваме на различни теми, има зашто да се зборува со неврохирург. Има неврохирурзите, да, точно. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравјето е се. Наш вечерашен гостин беше професор доктор Кирил Лозанче, неврохирург во клиничката болница Систина. Разговаравме за дискус хернијата. Следаме следната среда во истиот термин, а ви до тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите лекари. Довидување.